Сите акции и документи на Сојузот на комунистите, почнувајќи од 21-та седница на председателството на Сојузот на комунистите на Југославија, втората конференција, посебно писмото, уставните промени, 36-та и 37-та седница на Централниот комитет и четвртата конференција на Сојузот на комунистите на Македонија, се составен дел на подготовките за 10-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија и вградени во платформата подготвена за конгрес. Расправата по платформата во секоја средина мора да биде искористена за анализа на собствената состојба, при тоа енергично покренувајќи актуелни проблеми во самата средина и надвор од неа. Таа расправа мора да биде исполнета насекаде со конкретна битка за реализација на задачите од писмото и од состојните и акциони програми. Суштината на оваа акција се состои во тоа работничката класа да има доминантна улога во нашето општество. Затоа од посебна важност за Сојузот на комунистите е акцијата која ја водат комунистите во организациите на здружен труд. Ние посетивме две работни организации кои по своите производни резултати не се исти. Едната високо акумулативна и добра организација фабриката за цемент Усје и индустријата за стакло која работи на граница на рентабилитетот. Како се насочени акциите на комунистите во овие организации на здружен труд, го побаравме одговорот меѓу комунистите од овие стопански организации. Писмото на председателот Тито и на извршното биро кај нас во нашата организација на Сојузот на комунистите, па и во целиот колектив, отвори еден процес на расчистување на проблемите кои што може да се каже дека беа насобрани во изминатиот период. Инаку, ние познато е тоа дека као фабрика важиме за добра фабрика, дека материјално стоиме добро. Меѓутоа, таквата ситуација не доведе да останеме на ниво на самозадоволство, туку напротив, дојдовме до сознание дека и кај нас, покрај сите тие добри материјални услови, постојат проблеми и дека таквите проблеми треба да ги поставиме на дневен ред и да дојдат на дневно видео. Во тие активности на дневен ред беа поставени доста прашања. Едно од основните прашања беше производството, сметајќи дека тоа прашање е вечито актуелно за средини каква што е нашата. Исто така беа поставени и прашања од социјалната проблематика, за стамбената изградба, за решавањето на стамбените проблеми на работниците, па преку доходот, личните доходи и така натаму. Така да, кај нас се изменија прилично овој работи уврска со социјалните работи на нашите работници во фабрика. Така, например, стамбеното прашање, порано со нашиот правилник, беше решавано на база на квалификациите. На висококвалификовани зима толку буда, високостручни, средностручни, така да стварно работникот кој имаше со пониски бодови, пониска квалификација не можеше да добие еден стан. Додека сега веќе правилникот со писмото се измени, сега веќе имаме друга ситуација. Така да, например, сега комисијата за стамбени прашања веќе испаѓа доле на теренот према условите на работникот. Гледаме прво здравствената состојба на работникот, болест во фамилијата, онда неговите примања какви се, така према тоа се решаваат и неговото стамбено прашање. За рекреација исто така на нашиве работници стои да ние откупивме еден хотел у Маврово, да и таа една можност да преку нашата здравствена служба што ја формиравме во фабрикава, да омогучаваме на овие луѓе стварно што се на загрозени места, кои работат на таква прашина повеќе, по 6, 7, 10 дена им омогучаваме да идат на летување во тој хотел, тоест терет на фабриката. Друго прашање за исхраната. Исто така, овде околу 1000 работника во фабрика работат. Поголем број се хранат во мензата. Имаме и тоа сторено да во мензата имаме и бесплатни оброци.
нарочито на оние работници кои стварно се загрозени на оние работни места, кои работат по тешки услови, така да им се omogучава да бесплатно храната јадат. Ние ствараме голема акумулација на фабриката. И поред ваква акумулација што ствараме, не сме многу сториле за луѓето во однос на решавање на стамбените прашања. Затоа што фабриката брои 970 души, 970 вработени. Ние по оваа прашање имаме доста сторено, али ако земаме у просек дека еден работник со 150.000 динара не може да уплати стан во дирекцијата за изградба, него ние покушаваме на нашите работници да им го решиме прашањата во однос со давање на кредит за уплата на стан. Сега, пошто се наоѓаме во конституирање на организациите на Сдружен труд, ако доходот го ствараме доле во организацијата на Сдружен труд, многу пореални можности ќе имаме за решавање на стамбените прашања директно во организацијата на Сдружен труд, него вака во однос со една централна комисија за доделување на станови. Ние настојаваме преку нашите по право преку органакот на Сојузот на комунистите одредени прашања ги поставуваме кои се во интерес на вработените. Таквите прашања наидуваме некогаш и на одредени потешкотии. Фабриката брои 970 вработени и поред ваква акумулација што се створени, лично моје мишлење, а веројатно го делам и мишлењето на останалите вработени, ништо не сме сториле во однос на годишните одмори. Затоа што фабриката кога има таква акумулација и нема свое летовалиште за време на годишните одмори. Точно е дека во фабриката постои, по право сме земале едно одморалиште во Мавро, еден хотел, кој тој хотел служи само за рекреација на нашите работници. Али со ова прашање сметам дека не е решено прашањето за годишните одмори. Продолжувајќи активноста по разработката на нацртите на уставите и на платформата, всушност таа активност се надоврза и продолжува на тој начин што би направиле едно резиме на она што сме го направиле во минатиот период, во периодот по писмото, така што сега сите тие наши активности ќе ги сведеме и ќе дадеме резултат и оценка на нашата работа во тој период. Кога би бил делегат на Конгрес, би бил чисто ово што го мислам и би го рекол на Конгресот без никакво уздрујавање, оние потешкоти што ги имаме во стопанството, би ги изнесел онаке како ја што ги сваќам и лично како ја што ги согледува во стопанството. Да ние и пред писмото Организација на Сојузот на комунистите при индустријата за стакло имаше своја програма со добиването на писмото како анекс на постоечата акциона програма. Изготвивме акциона програма во која беа одвоени околу 16 точки, а тоа е уствари конкретно се осврнавме на нашите проблеми во индустријата. На база на програмата која што беше донесена од конференцијата на Сојуз на комунисти, наша задача беше да дел од таа акциона програма, каде што се потребни и конкретни одлуки на самоуправните органи, да се тие одлуки и донесат пред самоуправните органи. Тоа го самоуправните органи го направи. Веројатно би било интересно да се чуе за какви проблеми се работеше. Се работеше во главном за проблеми кои што во писмото на другиот Тито беа таксативно наброени, како што е случајот на хонорарите, случајот на договори на дело, случајот на прековременна работа и така натака. Во тој правец работничкиот совет донесе конкретни и концизни одлуки. Така да ние денеска веќе можеме со сигурност да кажеме дека во тој правец немаме веќе такви проблеми.
ние би требало повише да се ангажираме по членови на Сојузот на комунистите и да се залагаме за овие сите овие неправилности, поправи и вака, како да кажам, значи не сме работи што само на треба да се отклонат. И што да се спогодбите решат на време. Ја тоа мислам. Третото прашање беше самоуправната спогодба. На таа проблематика ние работиме веќе скоро една година. За жал мораме да констатираме дека во првата фаза на изготвување на самоуправната спогодба во нашата индустрија ние доживеахме, да така речем, неуспех со самото тоа што она не беше прихватена во првото разматрање. Сега припремивме нов материјал, се надеваме дека одиме многу по-организирано и дека до крајот на годината самоуправната спогодба ќе биде усвоена од сите основни организации на Сдружен труд со сите своји пратечи акти кои што треба да ја сочинуваат самоуправната спогодба. Едно друго прашање мене ко личност, кој единка ме тишти тоа да кај нас, колку што сум ја запознат, зашто ја работам доле у Погон, колку што слушам овие дискусии, да кај нас стаклото до пред известно време немаше никаква промена на цени. Се до уназад едно 3 години. Така да кило стакло е поевтино од една минерална вода. Па би требало и на тој план нашите служби да работат, може да се постигне рентабилно работење. Зашто на сметка на тоа, вашите репроматеријали ќе ги користиме, ќе ги трошиме. Скоро сите се за пола, за 50%, некои за 100% скапе. Како директен производител, да што повеќе се настојава снабдувањето на погоните со репроматеријали, бидејќи ние имавме пред малку време еден добар застој во еден погон, кој што денеска највише ни е баран, најпотребен артикл, најпродаден артикл, а ние стоевме малку време због репроматеријали на тој погон. Ја како член на Сојузот на комунистите и нашата организација, кој што ние свикавме saстанок, инсистиравме на нашиот saстанок на партиската организација, кој што и формираме комисија да го испита случајот зашто се тие застои дојдени и од кој принцип и чива кривица. Дојдовме до заклучоци, предвидејќи ние знаевме пред малци дека недостигот на бутангаз, ние бидејќи работиме повише со него, недостигот на бутангаз, дојдовме до застои, едно 20 дена. Недостиг на стапчина, поради царини, царинските трошоци недоставени на време, и тука дојдовме до застои. И поради тоа, значи, тука дојдовме до такво мнение дека и од виша сила дојдовме до застои. Ние, поред тоа што имаме своји грешки во работењето и своји слабости во работењето, имаме многу големи тешкоти и од факторите надвор од нашата организација. Како може уопште да се дозволи еден увоз во висина на скоро 19 милиона долара, што практично значи едногодишно производство на сите стаклари во Југославија, да се дозволи да такво производство, да денеска во нашата робна куќа не можеше да поминете од стакло увезено, а да нема никакво стакло од Скопската фабрика, која што е на далечина од 3 километра. Таквите проблеми нас не тежат. Ние производиме сега поради таквата состојба за лагер. А напротив, нам заедницата ни сугерираше да треба да правиме погони во делови од нашата република, каде што незапосленоста во лоша состојба, по заостанали крајеви, и ние спроводиме една политика. Подигаме објекти, а сега испадна да тие објекти што ги подигнаме треба да работат само за залика, заради тоа што немаме кај да ги пласираме. Увозот ни го затвори пазарот на нас. А од увоз во секој случај
можат да се набават. Ние не тврдиме дека работиме толку добро да би могле да во секој момент и конкурираме страните фирми. Али пак затоа поставаме прашање кој е тој што му ги дава на трговските организации девизите, кој е што привредата ги ствара, за да трговината затвара привредата. Од друга страна, нашето производство што го ние производиме е таква природа да е последно од оноа дал ќе го купи некој или нема да го купи. Затоа што многу е поважно дали ја денеска имам да јадам или ќе ми треба чаша или нема да ми треба чаша. Нашите производи се стварно скупи. Меѓутоа не се скапи само поради тоа што ние ги продаваме скапо, него и поради тоа што денеска на одреден број на наши производи, како што е кристалот, заедницата тури како луксузен материјал во некои случаи и чак 50% порез. Ние констатиравме дека во нашето работење често пати се понашаме недоволно одговорно, како од страна на дел на работници, а исто така и од дел на стручни луѓе, руководечи луѓе, кои што во своето работење не се понашат онака како што тоа од нив го бара една ваква мобилна ситуација во која што сега ние се наоѓаме. Према тоа велам дека партиската организација во нашата индустрија во целина ќе мора на сите овие проблеми, барем што се однесува на внатрешните проблеми, далеко повеќе да вложи труд и да укажува и да се бори и да бара одговорност на секој член од својата организација да треба да делува онака како што тоа го барат условите. Во противност, ние како организација ќе крахираме, не ќе можеме да се докажеме, а самим тим и организацијата која што некогаш е била и служела за пример во Скопје, може да дојде во ситуација да се смета како слаба организација, што не би ни служила за чест, барем на оние членови на Сојуз на комунисти кои што се од постојањето на оваа индустрија. Ја исто така мислам дека не бевме многу заангажирани ние како членови на Сојуз на комунистите. И не сме секогаш така укажувале на луѓето на грешките што ги прават. И затоа мислам јас, тоа би требало во иднина да му укажуваме на секој еден кој ги сгреши, дека грешката ти е тоа. И мислам со овие работи, значи, ќе раскрстиме на бргу. Членството на основната организација пред малку време беше малце, како би го нарекол, малку беа како пасивно. После додување писмото на друго Тито, кој што ние, значи, активно се виде сега кај сите членови. Кај сите членови се виде активност и поактивно работење. А се малце тоа беше се уште не е на добро ниво. Се уште не е, jer уште треба многу нешто да преземем. Поголеми акции, поголеми напори за поголеми рентабилитети у нашето работење. Однос за развивање на материјалите по платформата за 10-ти конгрес, ние веќе првите чекори ги имаме веќе превземено, така да на еден состанок неодамно одржан во проширен состав, кој што го имаше свикано секретаријатот на конференција на Сојузот на комунистите при индустријата за стакло, веќе имаме изготвена програма, направено план по граноци, да материјалот, пошто се содржува 4 дела, дел по дел да биде разгледан пред членството доле во ограниците на Сојузот на комунистите. Проблемите не би се разликувале многу од она што е веќе зацртано во акцијната програма која што има донесена по писмото на Тито и извршното биро. Иначе целта е да ние ги мобилизираме сите снаги во прв ред на членовите на Сојуз на комунистите, а исто така и на останалите работни луѓе, да проблемите кои што се појават да можат навреме и се уклонат
ili barem do negdje ga suzdržani. Снимкиве што пред малку ги видовме се направени во реонот на Преспа, подрачје каде што последниве години иселувањето на нашите граѓани во прекуморските земји беше најинтензивно. Меѓутоа, вакви снимки денеска може да се направат и во повеќе села во Битолско, Охридско, Струшко и во многу други места. Да се подсетиме, 1970 година длабоко не возбуди. Нашава република тогаш ја напуштија 6700 граѓани. Во печатот скоро секојдневно сеќававме наслови кои сигнализираа и предупредуваа. Предупредуваа на една појава што се закануваше да земе застрашувачки размери. Податоците за се по масовното иселување беа повеќе од загрижувачки. Во аналите на Битола за секогаш остане запишено дека во периодот 1965-72 година градот и подпелистерските села ги напуштиле 22.248 жители. Процесот на иселувањето не ги заобиколи ни другите подрачја во Западна Македонија. Во истиот овој период Ресен и Ресенско го напуштија 6700 жители, Охрид и Охридско 2300, Струшко 1800. Многу домови беа затворени, многу села останаа празни, големи комплекси земја останаа напуштени и необработени. Согледувајќи ги големите последици што можеа да настанат со се побрзата миграција, како што е познато, во март 1971 година Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на Македонија одржа тематска конференција на која ова прашање беше разгледано од сите аспекти. На овој значаен собир беше утврдена и платформа за неговото комплексно решавање. Иако од овој настан измина релативно кусо време, сепак со задоволство може да се констатира дека резултатите се повеќе од охрабрувачки. Всушност, интензитетот на иселувањето, особено во прекуморските земји, значително е смален. Еве неколку показатели. Во 1970 година од Битола и Битолско се иселени вкупно 5770 жители. Во 1971 овој број е сведен на 2093, а веќе во минатата година иселенички пасоши побарале само 1129 жители. Овие податоци сами за себе доволно говорат за ворледно големите ефекти што ги даде тематската конференција
и резултатите што потоа се презедоа оживотворајќи се задачите од платформата. Ваквата слика на Битолската железничка станица е се поретка. Ги нема некогашните жалосни сцени и збогувања. Го нема писокот на зурлите и тапаните кои со сиот свој мелодичен раскош ги натажуваше срцата на оние кои со голема болка и тага во душата заминуваа во туѓина. На општо задоволство, денес се повеќе возвишува сознанието за приврзаност кон родното огниште. Иселувањето од Битола и битолско другар Гошевски последниве години е најкарактеристично во овој дел од Македонија. По тематската конференција овде се преседува и конкретни чекори на овој план. Не интересира што досега е направено за да се спречи оваа појава. Емиграцијата од наша општина е карактеристична од порано. Меѓутоа, последните 10 години таа доминираше. Така да негде до 70 година од наша општина емигрирале околу 21.000 лица. Таквиот проблем беше присутен непрекидно на собирите на граѓаните во Социјалистички сојуз и на другите собири, што од ден на ден се јавуваше револт и незадоволство за одење на нашите граѓани во странство. Тоа не натера сите општински фактори да покушаме да направиме анализа. Кога направиме анализа, видовме да проблемот е доста деликатен, доста сложен и бара посебни напори за решавање на истиот. Ние на база таквата анализа отидовме на заедничка седница на Општинската конференција на Сојузот на комунистите и Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ. После обстојната дискусија на таа заедничка седница донесоне заклучоци, поред другото во кој баравне да се одржи тематска конференција на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз. Кон ваквото барање на овој заклучак се придружи и Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на Реси. Тематската конференција беше припремана и одржана во март 1971 година. Но оваа тематска конференција беше многу значајна, со тоа што до тематската конференција скоро не се водеше никаква евиденција за емиграцијата, немаше организиран пристап и тематската конференција откри многу проблеми. Посебно значајно е тоа што со ставовите и заклучоците на тематската конференција фактички се пристапи многу поорганизирано, како во пратењето на емиграцијата, исто така уште повеќе во припремањето, организираното вработување во странство и работа на информативно-политичкото изградување на нашите луѓе кода во странство, исто така и во земјите во кои работа нашите луѓе. Дека во овој период е карактеристично тоа што еден добар дел на наши граѓани од странство, нарочито од прекоокеанските земји и Австралија, се враќаат. Така да во 72 години имаме вратени негде околу 300 лица, кое е поединачно и фамилиарно. Желбата за враќање од ден на ден е се поголема, меѓутоа тоа барат на еден начин поорганизирано пристапување и обезбедување на работни места во општествениот сектор, како и решавање и стварање на поарни услови на село, од патиштата, водоводи, изградба на здравствената мрежа и здравствената услуга, кооперативните односи, кредитирање и други потреби, што фактички ќе овозможи далеку поголем интерес за задржување на село и враќање во село, затоа што над 60% од емигрираните се лица од село. Да нагласам посебен многу значаен момент во овој период е тоа се заклучоците на председателството на Сојузот на комунистите на Југославија и председателството на Социјалистичка федеративна република Југославија, што се одржа во февруар оваа година, кои се многу значајни со тоа што веќе по тие заклучоци од сите фактори, надлежни органи, се пристапи многу поорганизирано во решавање на овој проблем, од законското регулирање на ова прашање до морално идејно политичкото изградување, до држење непрекидни контакти и информирање на нашите работници во странство, како и организиран и конкретен пристап за решавање на нашите работници кои се враќаат од странство и за повраќање на нашите работници од странство. Сите овие напори и мерки
кои сега во последно време се преземаат, секако ќе уродат голем резултат како во информираноста и држење во тег на нашите работници во странство, уште повеќе ангажирање на работните организации, на сите фактори за стварање услови и отварање на нови работни места, за вработување на нашите работници и овозможување да се враќаат во странство, како со тоа и подобрување на политичката положба и општествено-политичките ефекти. Инаку, што преземате на ниво на општина, ако не да се спречи, барем да се намали селувањето до овој крај? По заедничката седница на општинските конференции на Сојузот на комунистите и на Социјалистичкиот сојуз и по тематската конференција, ние поорганизирано му пристапиле во решавање на овој проблем. Пред се презедовне мерки да и стопанските организации со поголема брига се зафата во решавање на овие проблеми, заведиме поголем увид на положбата на потребите за вработување и ангажиране заедницата за вработување далеку посистематски да ги проучува тие социјални и други проблеми за вработување, како и целосно општинските фактори непрекинно сме во контакт во пратење на овој проблем и ангажирање во решавање на проблемите, како на село стварање поарни услови, така и во градот, стамбена изградба, вработување и другите потреби за да го спречиме одењето во странство и да овозможиме враќање на нашите запослени во странство. Напорите за намалувањето на интензитет на иселувањето свој позитивен одраз има и во районот на Преспа. Најновите зафати што овде се преземаат за да се надмине стопанската заостанатост, влебаат надеж дека по 3 до 4 години може да се очекува интензитетот на иселувањето да се сведе на најмала мера. Овде, како и во Битолско, интензитетот на иселувањето другар Пецалевски последниве години беше прилично голем. Каква е сега состојбата? За разлика од минатите години, кога иселувањето завзеде загрижувачки размери и се иселија околу 7.000 граѓани од ова подрачје, состојбата сега е малку поинаква. Интензитетот на иселувањето е малку стивнат, намален, така да сепак со својата димензија овој процес се уште е во фокусот на вниманието на сиве нас како општина и правиме напори на одреден начин да, ако не се спречи, што за сега вистина не е можно, бар се намали тој интензитет. И овие години, последниве, од подрачјата на Љубомскиот крај, па и од другиве попасивни планински места, сепак се иселуваат по 300-400 граѓани од ова подрачје, особено во прекуморските земји, а дел од нив и на привремена работа во западноевропскиве земји. Што е причината за тоа? Причината за една ваква силна емиграција, испразнување на овој простор, кој што негативно се одразува и на економскиот живот, особено на земјоделството во Преспа, се прилично слабата инвестициона политика досега и недостигот на работни места. Така да тој притисок што го вршеа граѓаните барајќи работа беше голем. Стопанството наше немаше сили да го абсорбира тој контингент на работно способно население. Едно и друго што на ниво на општина во постојниве работни организации, па и во општествените служби имаме прилично ниско ниво на лични доходи. Минатите години изнесуваше 71-91 илјада, 72 година некаде малку се покачи, изнесува 114. Овие мислам се две основни причини од чисто економска природа, кои што така силно влијае за иселувањето на населението од ова подрачје. Говоревме за иселувањето, меѓутоа дали има повратници и од каде? Бројот на повратниците во една година изнесува некаде околу 150 граѓани. Има најмногу од овие другари што привремено се вработени во странство, али има и фамилии, комплетни фамилии и други граѓани што се враќаат од најмногу Австралија, а поредко од Канада и Соединетите Американски држави. Вкупно во последниве години се имаат повратено околу 709 граѓани.
Дали е тоа повеќе или помалку во однос на поранешниве години? Тука некаде изнесува имаме една константа во бројот на повратниците со мала блага тенденција на пораст на бројот на повратниците кај нас, што говори за нивното расположение и спремност после извесен период, после време на неубави услови, време на одредена заработка, недоволна адаптираност на начинот на живот, да се повратат во својот крај и ако има услови да останат и со другите граѓани да продолжат да работат за доброто свое и на ова општество. Со оглед на ваквата положба, што овде конкретно се презема за да се намали селувањето? Долго време сме окупирани и размислуваме што треба ние како општина да превзееме на планот за обезбедување по убави услови за повраќај или на нашите граѓани и спречување на процесот на иселувањето. Прва задача и наше ангажирање е јакнење и проширување на постојните капацитети и обезбедување на поголем број работни места, едно. Напори за наголемување на продуктивноста на трудот и се друго што ќе обезбеди повисоки лични доходи, што ќе биват примамливи за нашите граѓани што сега работаат во прекуморските земји и слично. Друго, поосетно подобрување на условите и приликите за живот и работа во село, со изградба на патишта, на водоводи, со подобрувањето на здравствената заштита и евентуална дисперзија на помали погончина од постојниве предпријатија и изградба на нови на реоните на Стејне, на Љубојно, Брајчино и на други места од каде иселувањето имаше поголеми размери. Меѓутоа, ова не е се што охрабрува. Всушност охрабрува фактот што интересот на нашите иселеници за повторно враќање во татковината станува се поголем. Ова, впрочем, го потврдуваат неколку показатели. Пред 2 години во Битолско, например, бројот на повратниците беше незначителен и годишно се движеше помеѓу 20 и 30 лица. Меѓутоа, во минатата година оваа бројка е зголемена на 600, а веќе до крајот на годинава се очекува да се вратат 800 до 1200 иселеници. Во селото Сливница Ресенско, кој само до пред 6 месеци беше наполно пусто, пред извесно време се вратија десетина семејства. Овде, како што и самите забележувате, забрзано се градат нови куќи, со што селото веќе добива нови профили и видици. Овие моменти влеваат надеж дека во блиска еднина може да се очекува повторно да оживеат многу села, кои веќе неколку години стојат избришани во географските карти. Ве малам, како ви е името? Бејадин Шимшединовски. Каде бевте на печалба до сега? Бев во Австралија 6 години. Зошто се вративте во Македонија? Ами, во Македонија се вратив поради нашето место е тука родно место. И старите ги имам тука јас, татко, мајка, исто и браќа ги имам тука. И зато се вратив назад, поради. Што работевте вие таму? Пред да си одам од тука во Австралија работав шофер. Напуштив работа од тука и си одов таму. Таму 1 година и нешто поработав како работник на фабрика. После 4,5 години таму поработав исто шофер на мојата работа, што работав порано. И напуштив од таму работа, пребидејќи не беше баш многу убо. И зато си се вратив пак во местото наше. Вашите планови сега какви се? Па, нашите планови сега и домашните, што викат татко, мајка, викат немој да се вратиш пак назад. Јас си велам, поднесов некој барање овдека за работа и овие заводот за запастување тие ми вика, ути работа ќе добиваш покасно само да се отвори работа. А исто така жената ми е разочарена, вика жената ути доколку не ќе најдеме работа, ќе се вратиме назад. И јас морам да почекам година, година и пол. И повеќе можам да почекам, само мислам да си најдам работа тука. И не мислам да се вратам назад во Австралија. Пребидејќи Австралија не е баш многу добро. Ве малам, како ви е името? Јас се викам Карсен Маринчевски. Колку години бевте на печалба и каде? Јас бев на печалба во Германија, Западна Германија, 3 години.
И зошто сега се вративте назад? Па се вратив назад. Не сакам повеќе да работам во туѓа земја. Сакам во родниот крај, при фамилијата, во родното место. Инаку плановите ваши какви се сега тука? Па сега јас барам работно место да се запослам во некое предпријатие, па да земам една нормална плата. Што ви велат во општинското собрание? Во општинското собрание ни вика дека и ние се трудиме и ние сакаме повеќе да створиме некоја фабрика, работни места, а не можеме сами. Сакаме и ние, треба републиката да помогне републиката. Собранието толку му се силите и тие се трудат, али кога не можат сами, што можеме? Ви се молам, како ви е името? Моето име е Наумир Секуловски. Другар Секуловски, колку време бевте на печалба? Па тргнав на 9 мај пред 3 години и отидов во Канада, Торонто. Бидејќи немаше доста работа и бев запоштен во едно предпријатие, тука металско предпријатие, па тоа предпријатие се затвори по какви причини не знам и покушав да барам на многу други места работа, али не ја најдов нигде и решив да заминам во Канада. Имам таму сестра која ми понуди дека ќе биде добро и така цела фамилија тргнавме со мојата сопруга и детето заедно го однесовме како малечко. Но навистина не беше таму така како што викаа. Отидовме таму и баш се судривме со многу неприлики. Како прво ни беше јазикот, не го знаевме јазикот. Помина многу фабрики таму да барам работа, но секаде се велеше прво да знаеш јазик или да имаш некаква квалификација. И тргавме доста мајки така 2-3 месеци таму, па на едно место ме примија, па се запоштив на тоа место и останав се додека се вратив. Го пратив посебно нашиот печат таму, југословенскиот печат, па ме интересираше секаков настан тука, што се случува во Југославија. Прочитав на многу места дека оние луѓе кои се враќаат од странство ќе бидат запослувани и ќе му се даде можност. Баш тоа ме натера да се вратам тука и жалавме за секој, мислам дека жала за родниот крај. Но дојдовме тука, па гледам пак истото, отидов на многу места, ми викаат дека нема место за запослување. Па отидов во заводот за запослување, отидов во општината, па се надевам дека треба да преземат некои мерки и да преземе некаква мерка и републиката, да му се даде некаква помош. Јас се надевам дека нашето подрачје е добро, само ако има некаква подкрепа да се направи нешто, некоја фабрика, така да можат повеќе луѓе да се запослуваат во ова место. Се надевам би се вратили многу луѓе од нашиот крај, да се дојдат кои отише во странството, кои дознаат дека има место за запослување. Инаку дали вашите роднини би се вратиле кога би нашле тука работа? Да, се надевам дека роднини па и доста пријатели имам кои мислат да се вратат. Ете посебно тие ми викаат дека ако оставам јас тука во родниот крај, дека ќе се вратат и тие. А ако се вратам јас пак назад, тие викаат дека не ќе има ни за нив тука работа, што му се вратив јас назад. Инаку сега како се чувствувате тука после 3 години на печалба? После 3 години баш се осеќам добро, посебно се осеќам на климата подобро. Тука е уште влегување уште во Белград осетив некако да е подобра климата тука кај нас него таму. Таму е веќе има доста фабрики, загаден е воздухот. Овде дали забележувате некои промени, например, во Ресен? Нема некоја голема промена, па сепак забележувам некои изградени згради таму во чаршијата. Со проблемот на запослувањето се содруваат речиси сите наши доселеници.
Во контактите што деновиве ги имав во повеќе општински центри, дознав дека се прават напори што е можно побрзо да се создадат услови за нивното прифаќање. Меѓутоа, во сите нив ни беше речено дека резултатите од овие напори ќе бидат половични, доколку новој план не се ангажира целата наша заедница. Дотолку повеќе што ни Битола, ни Охрид, уште помалку Ресен, не е во можност да преземе некој позначаен чекор за да се спречи интензитетот на тамошното иселување.